Овој месец во нашата република се одржаа повеќе манифестации од областа на сообраќајот во кои учествуваа младите од 3 до 18 години. Во нив надпреварувачите ги покажаа своите теоретски и практични познавања од областа на сообраќајот, стекнати во текот на учебната година. Овие надпревари, кои се одржуваат по иницијатива на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, имаат за цел пошироко да ги ангажираат младите за добивање и проширување на знањата од областа на безбедноста на сообраќајот и сообраќајната култура. На 23 и 24 овој месец во Струга се одржа 10-тиот републички надпревар Пионерски семафор 78, во кој зедоа учество 136 ученици од 36 општини од нашата република. Посвеченото отварање низ улиците на Струга се одржа сообраќајно дефиле, во кое покрај учесниците од надпреварите учествуваа кадетите од Средното сообраќајно училиште за вратишни работи, автошколите, транспортните организации, органите за вратишни работи и многу други организации и поединци кои се учесници во сообраќајот. Во хотелите Дрим и Бисер, каде што и беа сместени, учесниците го започнаа теоретскиот дел од надпреварот, кој се состоеше од решавање на тестови од областа на сообраќајните правила и прописи. Потоа надпреварот продолжи на специјално подготвениот полигон за вешто возење со велосипед. Младите учесници, управувајќи со своите велосипеди, имаа задача да поминат по одредени патеки, носејќи при тоа чаши со вода, да се провлекуваат низ тесто поставените чунови, да стрелаат по движење и многу други вештини кои ги изведуваа без поголеми тешкоти, а на крајот секогаш беа наградувани со аплауз. Третиот дел од надпреварот се состоеше по возење со велосипед, но овој пат на полигонот беа урбанизирани сообраќајници, крстосници со сообраќајни знаци и светлосни уреди, а задачата на учесниците беше да возат одредено време на полигонот, почитувајќи ги важечките сообраќајни прописи. Кадетите од Средното училиште за внатрешни работи на овој практичен дел од надпреварот го регулираа сообраќајот на полигонот, а воедно ги опишуваа казнените поени на оние кои грешеа. Постигнатите резултати на учесниците во надпреварот сведочат дека кон оваа проблематика наставниците и учениците сериозно и пријаѓаат, а подготовките биле обемни и долготрени во сите училишта од нашата република. Постоењето на Советите за безбедност на сообраќајот го дадоа своето општествено оправдание. Кога ова го говорам, имамо предвид тоа што од нивното формирање до денес сторија многу на планот за унапредување на сообраќајната култура, почнувајќи од предшколските установи, основните училишта, средните училишта, па и со возрастните.
Веќе одржуваме 10 надпревар во Струга. На овие надпревари се вклучени сите деца во нашата република. Струга посебно е ова година почестена што е домаќин на 10-тиот надпревар на Републичкиот пионерски семафор. Градот домаќин посебно се подготвуваше за овој надпревар. Манифестациите кои беа организирани сакаја да ја дочарат не само културната, фолклорната и сета друга активност што е на овај план почувствува нашиот град. Пионерскиот семафор као републичка манифестација представува за нас посебна чест, поготово како туристички град кај кого од ден за ден се повеќе се осеќа експанзијата на саобраќајот. Најмладите, најверојатно и најповеќе ќе придонесат за културата во саобраќајот кај сите граѓани на земја. Ова униформа, кога ја облекувам, многу ми е чест. Ние младите од Струга во летниот период им помагаме на сообраќајците кога доаѓаат туристи во нашиот град да полесно го регулираат сообраќајот. Во дводневниот надпревар во свечена атмосфера во хотелот Бисер на најдобрите им беа предадени пехари, спортска опрема и велосипеди. Првопласираните Љупчо Китевски, Зоран Георгиевски, Љубиша Спасовски и Петар Јадиковски ќе ја застапуваат нашата република на сојузниот надпревар кој идниот месец ќе се одржи во Титоград. Јас се викам Георгиевски Зоран од основното училиште Досит Обрадовиќ 8 Б одделение. Ова ми е прв пат да учествувам на републичкиот надпревар за сообраќај во Македонија. Јас сум премногу среќен од овој надпревар, бидејќи го освоив второто место а посебно сум задоволен од наградата што добив од редакцијата Семафор од телевизија Скопје, која ми го подари овој велосипед. Покрај велосипедот јас добив награда и тренерки Адидас и пехар кој ќе остане во моје трајно сеќавање. Што за тебе значат овие надпревари? За мене овие надпревари значат дека се збогатувам со знаењето за сообраќајот, ги изучувам сите сообраќајни знаци и правила и за да можам слободно да се движам и учествувам во сообраќајот. Со овој велосипед јас сега можам слободно да се приклучам во сообраќајот и да се движам во него. Првото место во екипна конкуренција го завземаа струмичаните, а на што се должи постигнатиот успех, зборува нивниот наставник по општотехничко образование. Нашата екипа од Струмица го зазеде првото место во екипен пласман и со тоа се доби со право да биде носител на еден пехар во тотално влашенство кое што ќе ги краси нашите витрини. Екипата овој успех не го постигне така случајно, туку тоа дојде со секојдневна работа на нашите ученици во училиштата во кои што се спремаат нашите ученици како во секојдневните часови и со така и во кабинетската настава, која што ги изведуваме ние наставниците по ОТО во нашата општина и во сообраќајните секции кои што постојат во секое училиште во нашата општина. Преку тие сообраќајни кабинети учениците се запознаваат со диафилмови, потоа со светлосни раскрсници, решавање на ситуации кои што ги среќаваме во секојдневниот живот. Овде, кога дојдевме ние во Струга, некои од нашите ученици можеби за прв пат ги видоа убавините на Струга, езерото и неговите пријатни амбиенти во кои што ние се сместени овде во хотелите Дрим и Бисер и за нив тоа представува едно спријателување со сите другарчиња од целата република. Овие надпревари за мене се од големо значење, бидејќи преку овие надпревари ние сознаваме многу правила во безбедноста во сообраќајот. Јас сум ученик од 8 одделение при Основно училиште Кирил Методије село Орашец,
Кумановско. Мене пионерскиот семафор ми дава големо значение затоа што јас кога би одел во град за да ги познавам добро сообраќајните правила и прописи. Мене како ученик од 8 деление ми дава големо значење затоа што јас во моето село не е многу згустат сообраќајот и кога би отишол во град некогаш добро да ги познавам сообраќајните прописи и добро да се снаоѓам по улиците. Јас сум ученик од 8 одделение при основното училиште Гера Стојанов од Просениково и јас сум член на астрономичката екипа која престојува овде во Струга за предводење на надпреварите пионерски семафор. Јас овде на овие семафори втор пат учествувам, но овде во Струга сум за прв пат и мене ме остави многу убави почетоци. Покрај пионерскиот семафор што се запознавме ние со овие правила и прописи, јас овде стекнав и многу другарчиња и за мене тоа представува посебна гордост. Се викам Имеро Логу, наставник од 8 одделение Деба. Многу сум задоволен од овие надпревари, зашто за прв пат сум дошол овде, се познавав со многу другари. Ученичка при основното училиште Браќа Миладинови во Провишти по 8 одделение. Јас сум еден од учесниците на овој републички надпревар што се одржа годинава во Струга. И за мене овој надпревар значи многу затоа што по завршувањето на 8-годишното училиште во Провиштик мислам да се запишам на школување во еден од поголемите центри во Македонија. Затоа, проучувајќи ги сообраќајните прописи и правила преку овој надпревар и во училиштето, тие многу ќе ми послужат да се снајдам во поголемите центри од Македонија, затоа што таму мислам дека ќе ми се потребни овие правила и прописи. Какви се вашите впечатоци од Струга? Моите впечатоци од Струга се многу големи, затоа што во Струга доаѓам прв пат, сместувањето и престојот се навистина многу големи. Потоа надпреварот беше добро организиран и ние тука мислам дека склопивме некои пријателства со останатите членови на екипите кои учествуваа во овој надпревар и мислам дека нашето пријателство ќе трае и понатаму. На 18 и 19 овој месец во автосообраќајниот училишен центар во Скопје се одржа 6-тиот републички надпревар за средните училишта сообраќајно-техничка култура на младите, во кој учествуваа 124 надпреварувачи во 40 екипи од сите општини на нашата република. Покрај решавањето на тестовите од областа на сообраќајните правила и прописи, во теоретскиот дел беа застапени и темите: познавање на моторните возила, етиката во сообраќајот, сообраќајната мрежа и индустријата во нашата земја. Во вториот дел од надпреварот, учесниците ги покажаа своите вештини и знаења по давање на прва помош и возење на мопед на специјално урбанизиран полигон. Она што значи настојување за запознавање на најмладите со сообраќајните правила и прописи, ние како организација го започнуваме уште од основните училишта низ традиционалната акција и добро позната пионерски семафор. Знаењата кои што таму младите ги добиваат, имаат можност преку овој надпревар да ги покажат и во текот на своето школување во средните училишта. Сметаме дека она што овде се демонстрира и кој представува резултат на едногодишна активност, овозможува да младите побезбедно се вклучат во сообраќајот и како такви го заштитат својот живот. Интересот во средните училишта од овој надпревар можеме да констатираме дека меѓу младите е голем. Со 3000 ученици опфатени низ училишните надпревари јасно покажува колку е тој интерес голем.
Ученик сум во 3-5 клас во гимназијата Орце Николов. Прв пат учествувам на овие надпревари и тие се состојат од практичен дел во Центарот за полагање на возачки испити и од практичен дел овде на полигонот на Автосообраќајниот училишен центар. Инаку за мене ова надпреварување значи запознавање со сообраќајните прописи, со знаковите кои што ќе ми помогнат, мислам, понатамо кога ќе дојдам да полагам за возачки испит. Прв пат учествувам на овие надпревари. Мислам дека не се тешки. Во училиштето имавме припреми и тие не беа воопшто тешки. Учествувавме масовно, но само малку ученици успеа да ги поминат тестовите. Дома се припремав со другари. Другарите од училиштето исто ми помогна. Мислам дека треба одзивот на учениците да е поголем, посебно на девојчињата, затоа што овде јас сум сама, дека овде не е ништо страшно. Може би е малку потешко тоа што ќе возиме со мотор, ние девојчиња. Поминавме на тестовите, мислам дека не беа воопшто тешки. После ова ќе одиме заедно со другарите на ручек. По надпреварот, учесниците ја посетија и се запознаа со работата на фабриката за автокаросерија 11 октомври во Скопје, каде што им беше приреден свечен ручек со културно-забавна програма. На овој надпревар, учесниците што успешно ги решија тестовите, се здобија со возачка потврда за управување на велосипед со помошен мотор. Првото место му припадна на Ацо Василев од Струмица, второпласиран е Владо Маринковски, а третото место го завзема Небојиша Милиш, двајцата од Скопје. На крајот од вечерашнава емисија ќе ви го прикажеме цртаниот филм наменет за нашите најмлади учесници во саобраќајот, која дополнува акцијата што ја спроведува Републичкиот совет за безбедност на саобраќајот на патиштата. Малкумина знаат, оти меѓу нас живее педа човек, што не е туку така. Го викаат зелено свети, други пак црвено е стои, а тоа се рака на срце, навистина чудни имиња. Во часовите кога во градот се уште сите спијат, облачињата, сообраќајните знаци и децата, тој веќе брза од дома. Работата што ја работи не е значајна само поради височината. Би можеле да речеме оти секој наш чекор е во негови раце. И бидејќи одењето кај нас не е туку така, тој е почитуван граѓанин. Зелено, црвено и помалку жолто. Така преку целиот ден. Тој ништо не замешува. Вели, тоа се бои за на улица.
Стари пријатели сме и не можам ниту да помислам што би се случило со баба ми во тој вриеж, ако тој секој пат толку љубезно не би помогнал да ја помине улицата. А колку може да се налути кога нешто ќе открие во сообраќајот? Моторист на тротоарот. Тој веднаш расчистува со таков сообраќаен своеволник. Не оди тоа така. За тебе е улицата, а не тротоарот. Така оди кај на сообраќајот, се разбира, ако нешто друго не е поинако. Малиот Мирко Немирко живе исто така во нашиот град. За сега нема да ви ја кажам неговата адреса. Ке биде доволно ако ви кажам оти сообраќајот кај нас е малку поинаков и тоа веднаш кога тој ќе згази на улица. Како можем тротоарот да е патека за надпревар, како да е вемолам одскочна штица. Си велам среќа што со него и жолтата шамија. Но што од тоа? Нашиот Мирко Немирко не мисли така. За да му мирна главата од неа, од таа досадувачка, секој пат ќе ја напика во училишната торба. Таа работа, горе и долу, заморува. За тој што е уморен, треба закуска. А што сега? Кога е време за закуска, трепка жолтото светло. Тоа значи, ако воопшто нешто знам, барање. Предпазливо за пешаците и внимателно за возилата. Такви се науките во училиштата. Тие се за сите што умеат добро да ги отворат очите и ушите. За нив таму има многу сообраќајни мудрости. На немирковците, како што е Мирко, не име многу до тоа. Нему само училишното звонче му користи, кога звони. Дури и со джамлија на сред улица. Тоа води кон несреќа. И дотрча педа човек ја спречи, но при тоа и самиот се онесреќи. Се слушна сирена на брза помош и педа човекот кого што некој го вика зелено свети, други пак црвено е стои, го заврши својот работен ден во болница и во гипс. Судир по судир, уште малку нема да остане граѓанин кој што ќе знае да помине преку улица. Затоа другарот милиционер му рече на Мирко Немирко: а сега регулирај ти. На крстопатот, каде што стоеше другарот милиционер, некако и одеше, но Мирко од незнаење би турнал човек потркал. Дотрча милиционерот и, гледај чудо, го казни Мирка. Требаше 10 пати да ја напише реченицата кога може да се слезе од тротоарот на улица. Кога друг пат се збрка, казната беше 100 пати да напише каде и како може да се поминува преку улица. И кој би знаел колку казни би испишал Мирко, ако на тоа не се спротивеше жолтата шамија. Та си рече, овде е потребна итна помош и сообраќајно знаење.
Петрето ја однесе жолтата шамија да бара знаење и помош кај педа човекот во гипс. Ако ga сакаме, се е вред. Се здружија и заедно отидоа да го решаваат сообраќајот на крстопатот. И сите што беа веќе таму, како што рече жолтата шамија. Имаа што да видат. Беше дури и Мирко, кој што весел им притрча во пресрет. Му помогна на педа човекот да си дојде на местото во семафорската кутија и од сега ќе биде како што одамна не било. Тогаш, значи, подобро е да ги наброја. Другарот милиционер, педа човекот и малиот Мирко. Исто така го разврза она што беше заврзано и сообраќајот во нашиот град беше спасен. Автомобилите се вратија на улиците, пешаците на тротоарите. Посебно со пешаците добро успеа. И ден денешен одат само по тротоарите. Што мислите, да тоа е голем празник за нашиот град? Потоа, сообраќајот кај нас беше онаков